гревот што не го продолжија со Мартин договорот, односно што не го земал фабрички тим, може да им се чукне од глава наредна година, кога ќе гледат Априлијата со број кец на незе, како им мафта. Чекај, смее да го однесе кецот, така? Да. Бројот е врзан со возачот. Многу ќе биде јако ако одлучи на Априлијата кец да стај, ќе биде. Не, нема шанси да не одлучи, мислам, тоа е сол на раната. Ајде од почеток. Ајде. Тоа што биде некој. Здраво, деде. Здраво, Ничо. Се неаме видено преку камери вака официјално долго време. Долго време, многу трки изминати, многу титули потврдени и многу дожд изврнат по патеките ни светов. Да, напорни викенди и за гледање пред се и веројатно тоа не изморуваше, па не стигавме да собереме енергија и време за да снимаме, пошто после 10, 11, 12 трки во викенд изгледани све заедно, а бога ми не се стига ништо друго да се направи, а си има секој човек обврски во работни денови и така. Така натаму. Ничо пропуштивме многу, но сепак не сме пропуштиле главната битка, не сме пропуштиле затоа што се уште сме на многу релативно малку бодови разлика, односно една грешка разлика. Но пред да зборуваме за главната битка оваа сезона, ајде да зборуваме за шампионите на оваа сезона, за оние кои што веќе си завршија работа, а можеби веќе се наоѓаат на некоја екзотична дестинација и се опуштени максимално. Секако Јаноне не е еден од нив, ама сите останати нели што освоја, па и што не освоја веќе се далеку некаде од барат. Кој се е прогласен за шампион оваа сезона? Нели, Супербајк заврши, нормално дека имаме шампион, меѓутоа Мото2, Мото3 не се завршени, а веќе имаме шампиони во 2 и 3. Како беше редоследот? Ајде те молам потсетим. Па, ако ги споредуваме баш двата шампионати, од кој едниот Супербајк заврши пред 2-3 викенди, со титула на Топрак, прва за БМВ у историја на брендот, која зборуваме за мотоцикли. Прва за Топрак со друг произведувач, ако сакаме да му е потврдиме и честитаме успехот, да му го потврдиме и честитаме, никој не очекуваше у прва сезона дека баш ќе освои титула. Прва женска титула за Ана Караско, која што се закити со прва во историјата жена во женски шампионат, мада ја мислам дека повредна и она во 300-ките во Супербајк шампионатот, затоа што таму се надпреваруваше против машки, не дека се женските послаби, меѓутоа некако попопуларен е спортов. А во женскиот шампионат што се вози, какви мотори се возат? Исто 300-ки или повеќе? Не, 700-ки Ямахи. Оној паралелен, да, паралелен двоцилиндраж кој што е со скромни перформанси. CP2 е тоа што е? Тоа е CP2, тоа е MT-07, тоа е седмица. Не знам дека возат тој. Скромни перформанси, битна работа што се изедначени сите мотори, што е тешко да избега некој во целата приказна. А и шасиите се исти, се комплет? Се идентични. Идентични се моторите. Ямаха е спонзор на целиот шампионат, технички. Од тие 20 на девојки колку што се надпреваруваат, од прилика едно добри 5 се во една класа по талент и по квалитет во она што го нудат, не во опрема, него баш во искуство поминато, во времења на квалификации што постигнуваат и така натаму. Значи, кога веќе некој се квалификува со 2-3 секунди позади првиот, знаеме дека е сосема друга категорија, а за исти мотоцикли зборуваме, би требало да се во една секунда сите, теоретски. Ама се издвоја уште од почеток Ана Караско и Марија Херера, кои што и двете се имаат надпреварувано во Мото3 и во други шампионати, и во Супербајк. Со релативно скромни резултати Марија Херера, мислам дека секогаш малце повеќе одскокнуваше од Ана Караскова, ама Ана Караскова, за разлика од нејзе, во истрајноста и упорноста си освои 2 титули до сега, што е
стварно за похвалба, особено што помеѓу двете титули имаше скршени неколку пршлени, имаше фиксиран рбет со еден рез од некои 30 сантиметри на грбот. Имаше по враќањето во мото тројки еден многу лош хајсет, глуждоци го скрши на ногата. Значи, баш е онака воен кој што си ги добива битките. Ето, тоа е интересно за тој шампионат. Знам дека женскиот шампионат прва година ти лежи на срце и знам дека беше доста возбуден со него. За жал не успеав нешто претерано многу трки да изгледам од тој шампионат. Но ете да искористам приликата да се информирам и јас, а и нашите драги гледачи да ги информираме за овој возбудлив шампионат. Колку трки во годината возеа девојките? Не ме држи за Што не возеа на секој супербајк. Не, мислам дека беа пет, како се вика, викенди паралелно со супербајк. Не беа од почетокот. Значи по две трки, така, да. По две, да, сабота и недела беа трките, како и помалите класи, не без суперпол трка. Да. И имаше што да се види, може кој го интересира на Супербајк страната на YouTube да отиде, има посебен дел за овој шампионат и може да ги гледа сите трки, да ги изгледа баш од прв круг до последен круг. Има интересни јадачки, многу интересно се одвиваше цел шампионат, до последна трка се одлучуваше за шампионска титула, што е, нели, најубавото, кога е неизвестноста до крај, и имаше искрења доста, пошто двете шпањолки на врвот на поредокот се конкурентки, секоја сака да биде прва у својата држава во тоа што го работи, и така имаше интересна енергија. Мислам дека беше по конкурентска борба него големиве класи и у Супербајк и у ГП. Знаеме колку е френдли атмосферата во последно време, што такво е времето кое што живееме, фала Богу, покрај сите глупости што ги гледаме на телевизија и овакво војни од сиромаштија и се што барем тука да видиме некои поубава енергија да видиме меѓу надпреварувачите, не мора да е све закрвено и да се пцујат еден со друг и така. Добро, ако нешто знам дека девојките покрај тоа што можеби се доста борбени на самата патека, се доста поддржуваат меѓу себе. Јас ја следев приказката со швеѓанката што падна, што се искрши сериозно, што беше во кома. Тоа беше на прва трка у прв круг, беше огнено крштевање беше за шампионатот, баш така. Се врати на трки, мафташе со знаме на последниот викенд, ми се чини дека беше последниот викенд, и многу ме израдува затоа што ептен така некако беше тажна приказната прва трка, прва кривина, се искаше сериозно, беше у критична состојба, ама еве сега се врати. Да, беше во кома некое време. Како и да е, интересен шампионат, интересна борба, мислам дека ќе предизвика дополнително, нели, интерес и понатаму да се развива овој сегмент, затоа што од време на време дури во Moto3, нели, гледавме, не знам која беше девојката што возеше неколку години исто без некој забелешителен резултат, меѓутоа стварно нема логика да не се охрабруваат и да се нели, да им се дава шанса и на девојките да возат подобро. Прво и основно од комерцијална перспектива, производителите и продавачите на мотори ќе се радуваат затоа што отвараат повеќе пазар. Го гледаме трендот и на патиштата сега на запад, веројатно нешто од порано, меѓутоа многу често гледаме или брачен пар или не е битно пријатели, машко и женско да возат паралелно, и тоа со германски, холандски, австријски и така натаму таблици, така да се почесте тој феномен. Убаво е кога се возат двајца, нели, сопружници, пријатели, парови, како и да е, меѓутоа сосема друга нека драшта има кога возиш заедно со него на различни мотори. И баш си управо, треба да го искористат тој момент. Само сакам да спомнам дека има стварно тоа огнено крштевање. Знаеме дека живееме во некој си шовинистички свет, претежно, каде што со исмевање се гледа на некои исчекори на жените во светот на мажите под наводници, и
после оној шок на прва кривина, падот, нели, и ужасната повреда на девојката, не им беше сигурно лесно да се качат пак на мотори и да продолжат. Знаеш, сите оние двоумења, стравови, чекај дали сум јас доволно добар за ова да го правам, добра за ова да го правам и така натаму, сигурно им се мотале низ глава и гледајќи ја девојка како изнесуваат на носилки, не, него баш амбулантното возило влезе на патека затоа што до толку беше страшна повредата и издржа машки, вака да се изразам, ја издржаа цела сезона, да. Секој им се естета. Да, браво, во секој случај. Да се префрлиме на друг некој од шампионите, Топрак веќе сме го коментирале 100 пати, нема потреба ништо плюс да кажеме. Освен може да спомнеме Петручи дека зема за независни тимови, значи не фабрички тимови, како ше приватни тимови, титулата. Пред новиот MotoGP возач пред Јаноне, Старо новиот MotoGP возач. Мене ме воодушеви, да ти кажам право, Алонсо. Ме воодушеви во Мото3 Алонсо. Знаеме колку е тешко да бидеш толку многу доминантен во Мото3, да окей, можеш да бидеш ти прв, можеш да бидеш у топ 3 цело време или у топ 5 цело време, меѓутоа да имаш толку многу победи и да го срушиш рекордот кога ќе освоиш титулата со број на победи во сезона, во Мото3 мислам дека е сериозно добар, сериозно како да кажам, потек за почит. Особено што рекордот го сруши 2 трки пред крај на сезоната. Има уште за рушење. Има уште за завршување, меѓутоа не се сеќавам точно, да речеме, последниот пат кога Роси го направил рекордот, таму 90 која година било тоа, колку трки имало во сезоната, пошто он имал 11 победи, меѓутоа од колку вкупно трки е прашањето. Не верувам дека биле 22 тогаш. Не, со односот колку што памтам процентуално, сега не знам точно колку има, мислам дека беа 15 трки тогаш во сезона, ама не сум сигурен, 77% освоени победи е за Росија, 60 и нешто е кај Алонзо. Што е може по реален показател за споредба, ама не мора да се држиме толку до точка и запирка, не е битно. На крај крајава, кој вика дека е полесно да се извозат 15 трки, односно 20 трки, па да кажеме овој резултат е повреден од другиот. Треба од авион више, ја не знам кај се наоѓа, 3 трки имаш поред, со размак од 3 дена, пошто нели у среда више почнуваат активности, четврток пресови и така натаму. Тоа се слеани викенди. И прашање на кого му било полесно да го и постигне тие резултати. Не дискутирам на кому било полесно или потешко, што е повеќе за славење или не, туку чисто само сакам да го ставам во перспектива моментот дека не е дека извозил 22 трки па имал повеќе од 11 победи, туку ете 2-3 трки викенди пред крај го постигна да го издрвни тој рекорд, што во суштина нели, ако некој сака да аргументира дека не е еднакво тежок како победите тогаш на Роси, замара колку сака. дека не држи до толку и тој аргумент на тоа. Како и да е, Алонсо е звер, мислам дека со нетрпение ќе чекаме за некои 3-4-5 години да се бори со Акоста, може 5-6, не 3-4, ама така некако ми изгледа. Што ќе кажеш ти на таа? Наредна сезона веќе овакво се префрла во другата класа, во средната категорија. Јас не верувам дека ќе се задржи повеќе од 2 сезони таму и ова што го кажат, ја мислам дека за 3 години ќе дојде во MotoGP. Алонзо е ултра талент, скромно детенце, момче, како сакаш кажи го, кој што се посветил на оваа работа максимално, интелигентно ги вози трките, 4 или 5 му се веќе поред победи од последниве викенди. Дури да не звучам романтично, подсеќа на Роси во периодот кога доминираше во истава класа, значи никогаш не ретко уствари бегаше скроз на далеку од вториот, него знаеше да ги обработува онака до последен круг и тогаш да ги понижи, ако може така да кажам, у смисла да ги надмудри, ајде, да не звучи грубо.
Значи, буквално тоа го прави и сега Алонзо. Знаеме колку е тешко да се избега во мототројките заради тој слипстрим, заради изедначените перформанси и не можеш баш да направиш нека разлика голема. Он знае да у последен круг да направи секунда у кругот, у самиот круг. Значи, стварно знае да изменаџира, ги чита работите. И ало да му е секоја чест. Баш буквално како Роси, во смисло на тоа дека Роси даваше постои изјави, нели, од типот на не е интересно ако отидам сам напред, не ми е интересно да возам, трката е достатна, за тоа демек борба, јас сакам борба, на крај да победам и така натаму. И колку да потврди Алонсо дека тука е некаде, нели, во споредбите со Роси, за крај прославата всушност беше и копија на Росиевата прослава за неговата Да. прва шампионска титула со завоите и со преврзите. Тоа треба да биде како како се вика, за прелазна оценка да добиеш треба да знаеш историјата, еве. Школски да направиме паралела. Значи, стварно му одаде чест на човекот кој што го претвори спортот од дивјаци кои што се собрале да дивеат на моторите и да гинат и да се утепуваат, направи во еден бизнис модел, да го кажам, маркетиншки го експонираше до максимум. Популарноста се уште негова е огромна. Јас се шалев као замена за диџеја да го викнат ревијално да извози, ама човекот не е таков. Ако се качи на мотор ќе сака да победи, не може ревијално да извози, да се направи некоја белја, остај две деца, има више. Да. Замисли каков маркетиншки ефект, мислам, ќе фрли сенка на титулата, на борбата за титула, затоа што е магнет за фанови. Не сум сигурен дека ќе му дозволи Ямаха да се качи на Дукати, он да извози MotoGP, пошто нели има се уште договор со Ямаха и дека вози само Ямаха. Ако ги користи Дукати за неговиот тим, кажи. Тоа е тимот, тоа не е он, тоа е VR46, значи ти се молам. И може има голема разлика помеѓу Валентин. И брат му да вози овакво за Хонда и така натаму и така натаму. Да, во секој случај е супер. Ете, има некоја нова, како да кажам, интересна, млада надеж звезда која што треба да се чека, како што го чекавме Коста и кој што дојде и кој што не разочара со еден мал геп, односно празнина во неговата сезона, меѓутоа на последната трка сега во Бурирам се врати и покажа дека ако некој може да се носи со Бањаја и Мартин, кои што се као у своја класа, условно речено, меѓутоа многу побитно, ако мене ме прашаш, ако некој може да се носи со како да кажам, суровиот талент и капацитетот на Маркез, тоа може да биде само Коста, и тука ќе го уфрлам Квартараро, пошто мене ми е на срце драг. Ама тоа е факт, за мене е факт дека и Квартараро е во истото друштво дефинитивно на овие двајца, што ги кажа. Така да, ете, нели, дојде Коста, да видиме дека дали Алонсо ќе биде ниста приказка. Нешто од Moto2 луѓе што ќе се префрваат во MotoGP следна година во името на Ајо Гура и Фермин Алдигер. Да. Не сум 100% сигурен дека ќе може да очекуваме нешто премногу. Мислам дека да не кобам, ама мислам дека ќе биде по стапките на Фернандес или нешто слично. Можно е, све е можно. Чудни се патиштата до ГП, уште почудни се трансферите, значи многу е едно е да возиш у Rookies Cup добро, друго е во Moto3, трето е во Moto2, четврто е у MotoGP, петто е у Superbike и така натаму. Значи многу е битно како ќе се адаптираат возачите на условите, на машината, на притисокот, на тимот, многу е комплексно. Ја на пример, ако ме прашаш, Булега беше баш вице шампион во Superbike,
Он во Rookies Cup доминираше, влезе во Мото тројки, се изгуби, у Мото двојки си ја закопа кариерата до крај. Значи, за сега повторно да се открие у супер спорт класата освои титула, уште мислам дека во првата сезона, ако не во втората веројатно беше. И сега да биде единствен конкурент на Топрак и да го надвози Баутиста, кој што знаеме како ги извозе претходните 2 сезони. Значи, многу е тешко да се прогнозира. Истото ми се случи и со Фабио Квартараро. Во Rookies Cup беше феноменален, у Мото тројки така, у Мото двојки имаше 1-2 победи, за види што се случи у Мото ГП. Сосема друга приказна. Значи, он најубавото од себе го изведе во Мото ГП, покрај Rookies Cup. Така да, битно е измеѓу да не се изгуби некаде и да си ја закопа кариерата, како што е Серджо Гарсија му се случило во моментот. Он беше у првата половина од сезонава супер, откога дозна дека не е одбран за во Мото ГП, тотално се издиша и сега е 2015 завршува 16, ако не падне умеѓу време. Не знам, нема правила. Да, апсолутно се согласувам. Понекогаш се понадевам и си помислам дека, знаеш, овие луѓе што ги носат ваквите одлуки, прво мислам дека у Мото2 прерано им кажаа на луѓе кои ќе иде у Мото3 кои не, затоа што стварно беше многу рано, ако ме прашуваш мене, особено за Фермино. Сурово беше, значи сурово малце беше за Гарсија и тоа мислам дека само заради тоа што е шпанец и затоа што е преполно со шпанци, нели, у МоtoGP и мислам дека заради тоа не го викна. Извините, од друга страна, знаеш како, тоа се луѓе кои што ги гледаш секој божи ден, или ако не секој ден, ама тркачки викенди од среда па до недела во бокс. Живееш со нив, правиш муабет со нив, гледаш како се вклопуваат, правиш муабет со нивните техничари, правиш муабет со луѓе од Дорна, од организации и така натаму. И веројатно има еден куп работи што ние не може да ги видиме на патека, не може да ги видиме на пренос, кои што ги гледаат луѓе таму и кои што викаат заради ова и ова некаков си индикатор таму, нека да, окей, може у Мото2 сега не е, ти реков ми рече, ама у MotoGP ќе има капацитет да го направи, може да има капацитет заради тоа и тоа да го направи. Така, не е случајно, да. Така да се надевам и верувам дека не е дека, нели, че единствениот фактор е резултатот што го постигнуваш во Мото2, иако тоа секако е индикатор, мислам неизбежен индикатор. Но од друга страна, па на пример ќе го земам Ончу за пример. Значи беше супер во Мото3. Проблем му беше неговата големина и не можеше, нели, добро да излезе на крај у битките во Мото3 пошто беше потежок и така натаму. И сите големината на главата малце му беше на него проблем. Егото малце му беше, ама ајде, окей. Ама знаеш како, не очекувавме дека ќе биде тотално невидлив и неприметлив во Мото2. Мене знаеш кој ме многу поголемо разочарување, Изан Гевара. Значи ја не можам да го препознам човекот што доминираше у тројките. Значи шампион. Да. Во време паралелно со Серджо Гарсија возеа и двајцата беше прашање кој ќе биде шампион и човеков се изгуби тотално во оваа средна категорија. Дали ако он ќе преиде во MotoGP, ама по кој основ ќе го пребацат ако не покажува резултати. Знаеш, малце и обратен пример имаш Раул Фернандес кој што растури у Мото2 по MotoGP. Имаше еден добар резултат оваа година на спринт у Шпанија или Португалија каде водеше 2-3 круга и излета. Меѓутоа, добро и херојски има огромен потенцијал тој дечко. Ја мислам дека неговата позиција и присуство во MotoGP оваа година комплетно ги задоволи очекувањата со единствен потек. Им докажа дека може без крилца да се вози и да се постигне 10-то место. Алелуја. Да. Пази, тие се карактеристиките кои што ги одредува и иднината на возачи. Ова преска што спомна. Има некои индикатори кои што кажуваат дека ти си добар за да идеш дале или не си добар. Значи, и само тоа што експериментираш, што е храбар за такво нешто да направи,
е за мене супер за пофалба. Баш кај што малце очите ни ги нароси. Да, за оние кои што можеби не сватиле, не знаат или не ја фатиле таа информација, во Австралија единствена трка во шампионатот на MotoGP кога на производителите им е дозволено да ги тргнат сите аеродинамични додатоци на моторите, затоа што има премногу мешовит и силен ветер, затоа што може хаос да ти направи во возењето и дозволено им е на возачите да ги отстранат сите. И Фернандес мисли дека беше единствениот кој што се охрабри да Да. го направи тоа, со поддршка нормално на неговиот тим. И при тоа времињата воопшто не беа лоши, напротив Фернандес заврши то 10-то место ако не се лажам. Или И тоа имаше 11, добри ама не борби. битно, да. Да. Така, чекај да сега ќе ти кажам. Отворени ми се тие резултатите. Само да видам Австралија 10-то место. 10, браво. Значи 10-то, Милер позади него. А. Така да. Заврши 10-то место, што во суштина не беше дека сега испопаѓа луѓе или не знам што, туку имаше борба Не. и Саурн се бореше и стигна и го заслужи 10-то место. Така да, како да кажам, значи, ете. И кои му беа присуството на коментарите, кажи? Не знам. Ајде, Коментарите кажи. му беа дека сега вика после оваа трка можам слободно да извозам уште една трка. А знаеш какви се Да. со каков напор возат возачите заради сите тие крилца, заради целиот тој даунфорс да го одлепи моторот од кривина и така натаму се борат со моторите. Редовно имаат арм памп и се утепани после трка, овој вика ја можам уште една трка после ова да извозам. Не бе свесен дека вакво чувство би имал толку дека е полесно да се вози MotoGP без крилца. И за тоа треба да се тргнат одма. Не 2026, одма. Јас сум, како да кажам, ни од блиску, ни од далеку експерт на тема аеродинамика и крилца, ама освен тие напред, двете што им се, све друго би тргнал. Позади, свингармови, од дола тие особено што им се, се тоа би тргнал. Знаеш, ете, на Оксли Бом подкастов најомилениот наш подкаст, аргументацијата зошто треба да се тргнат не е естетска, од естетска причина или не знам што, него од безбедносна. Тоа што се случи со Безеки и со Вињалес во Австралија само една огромна среќа што немавме тешко повредени, не дај Боже, не знам, загинат од тој инцидент, беше страшен за гледање. Да. Најстрашната кривина може да у првенството, у Дуан свиокот, првата кривина на Филип Ајланд, со 240 или слично нешто, околу 250 на саат, такво катапултирање од позади као со ластик да беше повлечен на ке Вињалес. Тоа е ефектот на овие аеродинамични делови, оклопи и така натаму. Најлош мотор за следење Априлијата заради оние странични скртс, како се вика, као странични одоздола на боковите на моторот. Тие се го прават даунфорсот, а и сите други крилца прават турбуленција позади и кога ќе се приближиш доволно блиско, а они баш се јадеа, нели, Вињалес влезе во негова тркачка линија. Се прави еден вакуум простор кој што те повлекува едноставно кон моторот и тука си само патник и се моли се крстиш да останеш жив. Така да многу кукавички судиите го казнија Безеки место да го посочат проблемот реален. Значи тачно е дека точно е дека Безеки ја има контролата врз гасите и кошницата, ама ја нема контролата врз физиката на моторот. Значи тоа е во негова контрола. И едно е на 4 тркала да се случува сето тоа, нема ни на 4 тркала мислам дека како доаѓа, во 2 оски имаме промени, значи може да изротира болидот, може да лево, десно да изврти и така натаму. Мотор на 2 тркала, моторцикл, тоа има не знам колку оски каде што може да отиде работата во неповрат. Не знам, јас сум тотално против сите тие зезанци, особено што првенството као се користи као тест полигон за сериските мотори. Мислам дека одамна не е тоа релевантно веќе.
нити може некој тоа да го осети на улица, нити ќе има некаков корист од ride height девајсите или од не знам што. Тој се шампионат за прототипи, меѓутоа треба да се внимава на безбедноста. Океј, супер, да, сме добиле секунда, колку сме добиле, антивили сме добиле со спойлерите, затоа што го лепат моторот напред, со ride height девајсите и така натаму. Абе, нека им биде потешко за возење. Зошто мора да биде као на шини? Што е проблемот? Не разбирам. Апсолутно се согласувам, мислам и самиот кукавички момент што викаш ти дека казна на Безеки му дадоа е очајнички потешок, значи Како е тоа? смешно. Смешно, баш смешно. Од друга страна имаш ситуација во која што завршува последната трка сега во Бурирам и Мартин и Бањаја прават муабет во парк Ферме и претходно по пат и после тоа и во изјави се, вика луѓето не сваќаат колку е ненормално тешко ова што ние го правиме сега. Значи колку е ова многу брзо, колку брзо ние возиме, значи луѓето не сваќаат колку сме брзи ние овде, сакаш, пошто земајќи ги предвид сите временски услови, дождови, не знам, гуми, грип различен, падови, ризик, титула, нели, како влог и така натаму, и ти да извозиш, нели, така доминантно и така стабилно или нестабилно што и да е, стварно го зимаме тоа како здраво за готово. Значи, да, они се брзи. Да, ама знаеш како British Superbike, нели, последната трка што ја гледавме, борба за шампионат. Ето, видиш, ше една титула заборавивме. Да, не заборавивме, чекам само момент ја. Значи, тоа ми беше мене коментарот. Ако не знаете, гледате ги барем последните 2 круга на финалната трка на British Superbike. Значи, нити им ги знам уште имињата, иако шампионот воздеше во Superbike последниот викенд. Погледнете ја битката. Значи, кој го интересира кој колку брзо вози во таа битка? Кој го интересира со која брзина оди на стартна целна рамнина? Искрени да видиме, брзината имаше на времето многу добар мувет на Top Gear, као која кола ти дава најубаво чувство да возиш, пошто не е самиот факт дека ти возиш 350, кога ти си некоја си огромна лимузина, која што не ни осеќаш дека се движи 250 или 300. Да. Сваќаш во моментот на кочење. Меѓутоа, они тогаш на времето правеа со Mazda MX-5, ми се чини некоја споредба, дека најниз или со Honda, ова 2000-арката, како се каже, S2000-арка. Не, S колата, така? Да, S2000-арка, да. Значи, вика, најниско до земја си, најмногу вика осеќаш на тело, нели, движење на самиот автомобил, кога ќе даеш газ те лепи, вика ти 150 да возиш, вика ти си у филм дека возиш 400, значи тотално ти е небитно колку возиш. Чувството е битно. Зошто го кажувам се ово? Значи, дали они возеле 350 или 360 или 340, мислам, прво ние со голо око тотално ни е небитно и неважно. Второ, она што гледачот го гледа не е да се водушува леле колку се брзи, пошто имаш други првенства кај што развиваат брзина. Сакаш? Супер, иди ти нарамно, пукај брзина. Овде сакаме борба, имаме надпревар, значи ако требало да развиваат они брзини да возат сам по сам круг, немало да возат трка, сите заедно. Ќе возеле, не знам таму, квалификации, ќе извозеле најбоља трка и тоа е тоа. Знаеш, од тој аспект, тој момент на стабилност, мобилност, и реков ми рече се, добро, сваќам дека секој производител вложува огромни пари и секој тим сака да освои титула и не бираат, нели, начини како да стигне до таа титула, ама знаеш како, сега ние треба да влеземе во психата на возачите, да разбереме под каков притисок они биле, колку тоа дождот нив им влијал, колку ич не би сакале они да возат сега, како они се чувствуваат, реков мече, за да може да ја сватиме длабочината и убавината на трката. Не бе, мајсторе, покажи ми го тоа на патека, бе, значи седни извози, на крај, она што ми се бенди се мене на последната трка, а Коста, значи дојде, рече, окей, изгубив позиции, се вратив, не направив, ти реков ми рече, и тргна се бори да освојува позиции после тоа, не сваќаш. Значи, со Биндер, битка, 6 кривини, 3 кривини, 4 кривини, значи да ти е мерак да гледаш. Океј, побрз ти, мајсторе, знаеме дека си побрз. Ама не можеш туку така лесно да го поминеш. Значи, треба, имаш битка. Битката, да. се гледа кој е јунак, ме свекаш. Мислам, сега, боже мој,
не сме ние единствените што треба да уживаат и возачите, можеби не им е сеедно нив кога има битка, можеби не сакаат да се борат толку многу, ама пак ќе кажам, првенство останува џентлменска борба со ракавици, у која што ќе чекаме се да видиме кој ќе направи грешка, ќе калкулираме со позиции, нема да ризикуваме непотребно и тоа е тоа. Сам сега не дека не можам да ги сватам, апсолутно можам да ги сватам. Ама не знам, види, можеби имаш ние сме стари она- генерации па сакаме поише. Не, ја имаш познатата фраза, не ги обвинувај играчите, туку правилата, како се викаше, на игра. Такви се правилата на Така. игра у моментов и кој ќе се адаптира најлесно, тој ќе победи. И затоа, како викаат сите и очигледно е тоа, викаат досадно вози Пеко. Вози досадно затоа што мора да вози така како што вози, за да не направи грешка, за да го искористи максимум потенцијалот на болидот, ќе кажев, на моторот и на гумите и Па многу си дојде подлика на на крај на болид, највисок да си дојде на највисоката оваква скала на подиумот. Значи, таа е цената што ја плаќаме сега ние уствари. И од друга страна ги имаш Маркес и Акоста кои што old school, да кажам, возат. И Квартараро, да, ќе оставаме Квартараро, па и Джек Милер на оваа трка. И кој што ни причинува на нас задоволство и гледаме. Возбудливи се за гледање, тоа е возбудата е целата финта, што викаш, нема сега да мериме ние секунди. 20 секунди била побрза оваа трка од лани, ми е гајле. Значи, апсолутно ми е Па гајле. реално да. Не ме интересира. Ништо не ми значи. Ако не ми го каже тоа на крајот трка, ја нема да знам. Нема да осетам, освен ако не сум манијак, да ги памтам времињата од прошлата година. Вака на око никад нема да знаеш да кажеш. Имаше Джек Милер многу добра изјава, као Коста ми го зема местото во тимот. Ми ја зема, вика, единствената шанса оваа сезона да се качам на подиум. Идам да се вратам порано дома да видам и жена ми да не ми ја земал. Колку е луд. Чекај, тоа беше реална изјава, ја мислев меме. Реална изјава, па не ја знам сега, ајде да почекаме да видиме. Јас сум убеден дека ја прочитав баш како извадок него, да. И нема да ме чуди уопште да го кажал тоа, пошто пази има доблест да го каже тоа без да се лути, пошто многу луѓе нема да си го признаат тоа дека некој дошол помалку и го избркал од тимот, па дури и од MotoGP можеше да му заврши кариерата скроз на човекот. Види, дека Джек Милер е мега цар, меѓу 100 други моменти, еден јасен индикатор беше она кога брцкаше у кутијата да видиш што има внатре и кога рече мојот договор за 2025, а у кутијата немаше ништо внатре. Го виде тоа? Види, не сум го видел, ама како се вика, најголема доблест е да човекот. фатат внатре да не гледаат што има и брка со рацете и се камерава покажува и бара и нема ништо, ме сваќаш внатре и се врти и вика мојот договор го нема. Кој што го нема. Сега го има, да. Да, сега го има, конечно. Најголемата доблест на човек е да се шали на своја сметка, тоа е познато одамна и стварно човекот е цар у тој поглед. Друго што да закачиме за MotoGP, што да се набутиме да исписуваме. Пази, паралела може да направам пак со Формула 1. Ако Прост беше ако беше Прост Бањаја, тоест Бањаја ако го гледаме како Прост, онда Маркес мора да го гледаме како Сена, нешто така отприлика. Така ги гледам тие категории. Ефикасен беше Прост, освојуваше титули, не изгледаше уопште интересно и така натаму за гледање. Слично е паралелата со Пеко Бањаја со таа разлика што мислам дека во оваа трка го насанка Маркес го навлече на негов терен, тоа е во моментот кога ти си лидер, имаш ги имаш прв информациите за тоа какви се условите на патека, особено на патека која што се суши константно или пак ќе заврне па ќе промени грип уште еднаш. Мислам дека беше доволно интелигентен да после првиот напад на Маркес, или кога си ја врати позицијата, знаеше дека зуе околу него Марк и влезе доволно длабоко во кривина. Два или три пати првиот пат јас мислам дека еднаш успешно, вториот пат неуспешно кога нападна. Мислам дека ако не грешам.
Можда сум Добро. пропуштил некој полу обид, што ја знам. Аха, Али окей. али баш ме потсети на времето на Довициозо и Маркес, кога истото знаеше да го направи и Довициозо да го да го излета Маркес на мада пази Маркес тогаш, а и сега возеше со не толку доминантна машина под него. Значи, да се разбереме, Дукати во периодот на Довициозо на неговите победи веќе покажуваше шампионски капацитет. Маркес не е дека не освојуваше победи тогаш, ама не е дека имаше, не знам, две класи бољи мотори. Сега исто со поинфериорна машина се бори и он ризикува едноставно повеќе од другите. Сега очигледно немаше да изгуби оваа сезона, иде на победа на сили ништо и затоа мислам дека малце претера, ама па и ништо посебно не изгубил. Океј, ајде, второ место изгубил, Види, можда. јас имав чувство дека кога Маркет ги прави нападите и кога се спрема за напад, не знам, можеби јас така го гледав тоа, можеби не беше вистина, меѓутоа беше екстремно многу предпазлив за да направи чисто поменување, за да не ја ебе приказката усмисел на тоа да го тргне Бањаја и после тоа пак да има плачки, кавги и така натаму. И беше побрз во тој период од трката, видливо беше побрз, меѓутоа не беше доволно побрз за да направи чисто поминување, пошто на кочење и на топ, на крајна брзина на правецот, Бањаја успеваше да се одвои доволно, на кочење знаеше што прави, мислам нема тука дискусија, и остануваше како опција Маркез да нападне ризично со некој си блок пас или слично во некоја, нели, условно речено, не баш толку лесна кривина. Тоа што проба да го направи, мислам дека му беше релативно јасно дека, нели, ризик е за дали ќе ја задржи или нема да задржи позицијата. Меѓутоа мораше да проба, ама некако имав чувство дека се пази да биде фер да не ја уништи, нели, позицијата на Пеко. Можеби грешам, не знам, меѓутоа да беше различна ситуацијата, да се бореше за титула. Лагано немаше да има пардон. Или да беше решена титулава помеѓу овие двајца, имаше да му влезе на Пеко без проблем. Ама доволно е паметен, интелигентен и на крај крајава доволно се почитуваат сите у шампионатов. Ја не знам некој дека не се почитува. Дури и Морбидели и Квартараро, оној глуп судир, си го призна Морбидели и Квартараро, окей, си подадоа рака и така натаму. Значи, пази, тој удесе да не му правиш више муабет на симпатичниот Френки, колку и да е симпатичен, беше глупост тоа што го направи, ама и сам е свесен дека е глупост. Нема е ни сефта на крај крајава, али окей. Да се вратиме кај Маркес и Бањаја, значи сепак Пеко не е било кој, значи го има и претходно му има вратено во неколку дуели. Значи, зборуваме за двократен шампион кој што е на пат да ја одбрани или изгуби титулата, сепак е најмногу победи, 9 победи во сезона, така колку што знам, тоа беше податок на крај на тркава. Значи, ако некој заслужува да биде шампион, нормално покрај Мартин, очигледно заради бодовите и дупло помалце падови во текот на сезоната, онда тоа е Пеко Бањаја у моментов. Ја тоа го кажав и пред неколку трки, во нормални услови, ако не зборуваме за не знам да има монсуни или не знам што, па времето да биде голем фактор во одлучување на титулата, мислам дека Пеко Бањаја би освоил лесно. Сега нормално цело време се префрлаат овакво, односот се префрла од еден кај друг, у последниве неколку трки Мартин цело време има предност и секако нормално е да помислиш дека еве го човеков кој што има најголемата шанса и математички точно тоа е така. Меѓутоа дека Маркес внимаваше што ќе направи и многу се смешни луѓето што викаат чека сега овој му помогна на Пеко или не знам на Мартин и така натаму. Кој му помогнал луѓе? Од секој вози за себе. Зарем го раскинат договорот со Honda милионски за да дојде да му помога на Пеко или да вози у сателитски тим на Грисини на Лански мотор, не дошол сигурно за да му помага на некого, на било кој, на брат му нема да му помага. Да. Ама тоа е природата на спортот, таков е спортот, себичен е. Тоа е.
Добро, види, Дорна еве дозволи еден потек кој што можеби ќе ги разгори малце страстите, ако можеби не за борба за титулата, општо, малце подоле, иако се сомневам дека ќе стигнат да се видат на патека тие двајца, правимовет за доаѓањето на Јаноне сега на следната трка. Да. Да видиме беше дали смешна дали сликата Јаноне на- ќе успее да Кажи? Имаше една снимка од манекенските опуси на Јаноне како дознава за договорот и како се пакува и така натаму. Изгледаше као човек што треба да иде у рудник да копа. Од позади го сликаат он облечен, си тргна на аеродромот, визата, пасошото, као демеке јас, знаеш, тука сум да ускокнам за вас, ракат ставам Гоган ако треба. Таков си е театрален, емоција, глумец е човекот, ама добро, окей. Добро, тоа е тоа. Мислам, види, интересно е Шоумен. потекот што му дозволила Дорна. За поздрав е. Може би се согласувам, болje ќе беше Роси да се качи на мотора, мајде ќе видиме. Јас сум малце људ зашто не е Петручи пак, ама може би доста му е отиде на одмор човекот, а и може би постана прво условно речено катастрофално искуство. Сватил дека моторите денеска се комплетно различни од моторите што беа кога тие ги возеа и дека може би нема логика. Да му дадат мотор на Јанони може или и тоа што се на Петручи прекрши без на пола крилца може сезона. поарно. Да, може и тоа што се прекрши на пола сезона и скрши вилица, малце му кажало, чекај малце седни одмори, човече. Не мора да се качуваш на све што има две тркала. А може и се спрема за нов Дакар, Може, да, не се знае. каква тачка е тој. Да. Види, Добро, Јано ќе не биде покажа уште... Да, извини, уште на првата трка на Супербајк дека може да се адаптира брзо на нови услови, па ќе видиме дал може да изненади позитивно. Знаеме дека своевремено беше многу брз. Сега после 5 години пауза и овакво и промена Види на своевремено правилата. многу брз, нови услови, ама друго е, сега може би грешам комплетно, пошто немам искуство нити со едниот нити со другиот мотор, ама друго е да се навикнеш со Супербајк кој што е многу поблиску до продакшн байк и до моторите кои што можеш сам да излезеш да ги возиш на патека во Мизано или кај да возиш мислам во комши, а друго е да се качиш на MotoGP байк. Значи мислам дека е тотално неспоредливо сега Да, со сите овие немаш електроники, кај да тренираш уреди, за да врагови за ГП. нема, значи нема мотор. Кај ќе пробаш ride height device? Кај ќе пробаш крилца такви доздола, Не. нема. Тоа као Гуерини армоника дугметара е овакво управувачкиот систем на моториве. Ја не знам како ќе запамти кој дугмења за што се човеков, кога ќе се качи на Ќе мотор. на автоматик ќе му го стават него. На ауто. Со keyless ignition ќе имаме. Да, и све на лоу ќе му стават. Или на максимум traction контролот и така натаму. Леле, дали го фати моментот Ају Огура кога се обидуваше да запали задна гума кога не успеа. Да, си избрука малце, да. Не мораше и тоа да го прави, да. Судокото му беше доста. Да. Многу беше јак моментот, мислам. Стирот, ај добро, окей, супер. Ќе го изгазаш и тој дискусија. механичарот пред него што го држеше контра да му држи за да ги спали губите и него ќе го качеше на крај. Добро. Гура си заврши и он работа две трки пред крај, сега може дури да победува, пошто и на оваа трка не беше далеко од победата. Второ место заврши со пол позиција, тргна од пол позиција, значи не е дека нешто се штедел, ама Така. после првиот круг мислам дека падна на 5-6 место и полека се враќаше и више и он свати дека ја има титулата у джеп и мислам дека се опушти више на пола трка. Да, немаше потреба да форсира. На негова среќа кој победи? Победи Арон Канет. знаеш, памтиш дека ми Арон Канет мене омилен од таа група таму. Ти кажав и после трката Бенди се изјавата негова, во смисол на тоа дека знае со главата како да се постави сега. Многу интересно.
многу зрело, апсолутно. Мислам, и ти сам кажуваше дека има возачи кои што имаат проблем во главата, не во Не, возењето. брз е И човекот, ама Канет не беше еден од можеш тие. само на брзина да идеш. Да. Канет беше еден од тие и еве, нели, втора позиција во шампионат, борба за титула до, нели, 2-3 трки пред крај. Самата изјава и муабетот ми се чини дека ете, можеби може да се надеваме дека следна година Арон Канет ќе освои Мото2 титула и Да, знаеш не дека верувам уопште дека ќе не го гледам во MotoGP уопште него. Тоа Не можам мислев и ја, мислам, да. имаше еден момент кога се дискутираше дека има капацитет за MotoGP и кога заради тетоважите и слично као демек не го земали, не го викале, не го размислувале за Сигурно. MotoGP, се отвори тој мувет пред 2 години, 3 години, нешто Па така. има и поише, А, да. Поише? Ама мислам дека од тогаш, од тој муабет, па навака, апсолутно никој во ниедна комбинација не го спомнува него. Дури и да освои сега титула во Мото2, мислам дека нема да биде претендент за MotoGP, освен можеби некоја Honda или некоја втора Yamaha ако им фали возач па да сакаат да, знаеш, да донесат некој квалитетен возач. Затоа што не знам каков е Арон Канет во поглед на фидбек, во поглед на развој на мотор, колку е он Тоа сакав да кажам. спремен за таа работа. Мислам дека он некоја си по-унапредена варијанта на Фенати, значи ужасно брз, талентиран, ама дифтар, значи у секоја смисла на зборот не за кооперативен, него едноставно треба да си свесен за ситуацијата у која што си и со коментари кои што ќе придонесат за подобрување на ситуацијата, да придонесе за подобрување, не со наоѓање мани, не знам, со шутирање овакво што и да е по гаражата и со носење на машна у знак на протест дека не те земале MotoGP, пошто не си бил официјален, си имал тетоважи. Мислам, он од која извади машна да почне да победува, ако памтиш цело време лептир машна нозеше на крај. Знаеш, го смени малце мајндсетот. Да. Мислам дека. Да. Добра, ама тоа ти викам, баш за тоа ме радува, пошто во изјавата негова делуваше како да ете го нашол модусот во кој што треба да функционира, и дека тоа може да му носи победи. Би ми било искрено многу задоволство ако оствари добри резултати до крај по последниве 2 трки. И да го покаже и докаже тоа. Мислам, окей, не може да земе титула, али барем ете, потруди се да ги освоиш, да ги победиш и да застанеш на подиум на последните 2 трки, со кои што цврсто ќе го потврдиш, нели, тој твој нов, да речеме, став и нова позиција и нова способност која што што станува да видиме, мислам, уште 2 трки ќе видиме, може и ќе го потврди ова што го зборувам јас. Ја мислам дека е на добар пат, да го се слагам. Мислам дека веќе гледаме кај Мартин како беше верзија 2.0 на Канет исто и свати може малце подоцна од другите, ама свати дека мора да работи. Едноставно сите се брзи тие момци, сите се талентирани, ама тој ќе шампионот на крај, тој што работел најмногу, како што у случајов Ај Огура, ако не го сватил тоа, сега нема никаде да го свати, нели? Ај Огура не беше фаворит на почеток на сезонава? Не, никој не го ни спомнуваше малку. Фермин Алдегер сите очекуваа дека ќе згади све пред себе, он се изгуби на крај крајава. Тони Арболино особено од кога потпиша договорот. Да. Па тоа се тие преоди од класа у класа и адаптирање. Кој кажува дека нема да продолжи со истата приказна во MotoGP и дека може никад нема ни победа да освои. Никој не го знае тоа. Тоа е до него. Ако знаеме дека има талент да го направи тоа и доминантно да тепа ланската сезона во Мото2 имаше некои чудесни овакво победи, особено што Педро Акоста прилично рано ја потврди титулата и после тоа не ни возеше баш на нож, на максимум. И тука Фермин Алдегер газеше све пред себе. И сега другото е до него. Така е. Добро, во секој случај има уште 2 викенди. Да бидам искрен, и покрај тоа што цело време сум повеќе за Пеко, помалку за Мартин, вака индивидуално низ годиниве, последни.
крајов на сезонава имам причина можеби да објаснам зошто, меѓутоа некако постимпатичен ми делува Мартин. Не симпатичен на изглед, туку симпатичен во поглед на реакции, во поглед на коментари, во поглед на смиреност, во поглед на поставеност спрема целата приказка. Да, зрелост. Особено, не знам зашто, многу ме изнервира целиот тим на Пеко после поразот на спринтот во саботата сега, кога беа, како ти кажам, кода, мачка, куче, 3 баби и не знам што све им умрело по домот. Плачки Како имаше. изгледа од прв до последен, мислиш, да. абе готово. Мене ми беше смешен и тардоци на овакво на warm-upот, мислам дека пред трка беше, која сите, пред самиот старт на трка, нели, излегуваа од боксовите за да видат асфалтот како е, у која состојба е, за да знаат со какви гуми да тргнат и така натаму. И да знаат што да очекуваат. И Пеко се враќа на некој боксот онака со мрдање, со климање на главата негативно, знаеш, као демек не ја био работава. А Тардоци што викаш како син му да го избркале од школа. Тако беше. Викам што ти. Мислам дека ќе се смени баѓи енергијата и најголем проблем ќе му биде на Пеко Бањаја да се избори против харизмата на Маркес. Мислам дека он никад нема да направи таква некоја смркната фаца заради условите на патеката или не знам што. Ја мислам дека он едва и чека предизвик таков за да излезе и да згази све. Таков е животно. Тоа е. Види, мислам дека работата на Тардоци и на голем дел од луѓето во тимот на Дукати до година ќе биде да најдат соодветни зборови за да го утешат Пеко кога го пегла Маркес. Ќе видиме да не збориме пред рука. Ја искрено очекував и оваа сезона да биде таква сликата. Арно многу ме зезна разликата во перформанси меѓу овие два ГП 23 и 24. Добра, ама и учеше. Маркес доста паѓаше и доста учеше. Мислам, види, он паѓаше, он учеше како против своји инстинкти да вози така натаму и сето тоа е разбирливо. Ама факт е дека има разлика. Значи, он има скоро дупло повише поени него останатите возачи на ГП23. Значи, зборуваме за огромна разлика во квалитет. И затоа го подпиша него, а него продолжија договорот со Енеа Бастианини, кој што е јојо цело време горе-доле има овакви резултати. А гревот што него продолжија со Мартин договорот, односно што него зема во фабрички тим, може да им се чукне од глава наредна година, кога ќе гледат априлијата со број кец на Незе, како им мафта. Чекай, смее да го однесе кецот, така? Да. Бројот е врзан со возачот. Многу ќе биде јако ако одлучи на априлијата кец да стај, ќе биде. Не, нема шанси да не одлучи, мислам, тоа е сол на раната. Види, тешко дека сме го збореле муавето, да не се повторуваме. Тешко дека може да одолееш на понуда Маркес да го земеш од тим. Особено се уште употребливиот Маркес, не некој што не победува, него само име има. Арно, ама тоа беше многу болно искуство за Мартини и она што викаш станува се посимпатичен, у смисла реши човекот, он прв потек направи, подпише со Априлија, веројатно имал некакви си признања, индикации, некоја информација процурела дека нема уопште да подпише со него, а недела дена пред да подпише, сите знаевме, иде Мартин иде у фабрички тим, Гресини ќе добие фабрички мотор, нешто така беше опцијата 24-ка дека ќе добие и Маркес ќе биде задоволен, овие сите задоволни, ама не испадна така како што мислевме. Мислам дека, може би грешам, тој момент кога Мартин реши сам да донесе одлука, да не чека да му ја донесат одлуката, всушност беше и онака предсвртен момент во ситуацијата кога каже, окей, сега од тука натака не сум ја детето кое што ќе зборат за него, туку и јас ќе видам као, нели, жртва или што и да е. Или на закачалка дека отворам својот наратив и ќе си го терам својата приказка и ќе си го правам тоа што јас си го правам.
И ми се чини дека од тогаш па навака и во сите изјави и во однесувањето кон Пеко и така натаму, дека успеа да нели се позиционира како свој, како своеглав во суштина позитивно во секој случај, и дека многу повеќе почит доби од многу други возачи, не само нели од публика и од тим и така натаму, меѓутоа и од други возачи, вклучувајќи го тука секако и Пеко. Затоа што и покрај тоа што можеби нас не делува сега без везе дека се најбољи другари, дека се тапшаат и така натаму. Значи војни се на патека се борат. Не можеш да кажеш дека нели се џентлмени. Океј, супер. Не. Можеби нема милости и на оваа патека видовме битки, директни дуели, да. Може така да не е дека сега нели. Да, окей, рековме бели ракавици и слично, џентлменски, меѓутоа во условите на преварувањата кои што ги имаат сега, во дизајнот на правилата и моторите, и двајцата покажаа дека знаат да водат битки. Едноставно не им оди во прилог да ги форсираат тие битки. И ако не мора да ги форсираат, не ги форсираат. И никој не ги напаѓа за тоа, да се разбере. Така да, 2 трки до крај, ти викаш дека Бањаја ќе освои титула, а? Така кажав през 5-6 трки, не знам се. Ама и сега пред малта некако така правеше му. Нека биде поинтересно, да, нека биде поинтересно. Ја викам дека Бањаја, да. Иначе не се кладам никад. И не се кладаме, само прогнозираме. Само прогнозираме, да, ама овако. Да, ќе останам на муабетот. Ете, да биде поинтересно. Ти си за Мартин, така рече? Па не, види, не сум за Мартин, туку ете мислам дека ќе ја земе Мартин титулата. Чисто за да нели, на крај дотури сол на раната и да каже, окей, јас сум тој што ја донесе титулата, што ја зема титулата, јас ќе однесам титулата и ќе правиме муабет до година. Да. Види, може му е последна шанса да освои титула. Моето предвидување е година, дена, 2 у априлија, ако не му дадат добар мотор, после тоа у КТМ да се префрли, пошто има линкови за нив возеше во Мото двојки и така натаму. А што па ти гарантира дека КТМ ќе имаат подобар мотор од априлија? Па, ако останато првенство, ако не банкротираат и се замена да се спакуваат. Или дури Honda, да, имаш право, да, не се знае, дури Honda може да изненади за 2026 година, зборуваме сега веќе. 27, он има договор за 25 и 26 со Априлија, значи за 27. Годината кога Топрак се надева дека ќе влезе во фабрички тим во мотоги. Сите ќе влезат тогаш. Нема да има. Тогаш и Алонзо ќе влезе, Давид Алонзо и он. Да. Па добро, види, Морбидели ќе си иде, Милер ќе си иде, сигурно ќе си иде. Вињалес ќе си иде. Ќе си иде, тој порано можда. И Бастианини може да си иде, ако не, а што ќе прави у сателитски тим на КТМ? Ја не знам, не му го разбирам потегот, ама ајде, он си знае. Ја сите го очекувавме во Априлија дека ќе заврши, ама ајде, тоа е. Интересно ќе биде во секој случај. Знаеш што ќе биде најинтересно? Мислам дека у последната трка, дај Боже да се одлучува у последната трка. Мислам дека од кога ќе заврши трката, кој да победи, они двајца заедно ќе се радуваат, зашто има толку истоштувачки тешка сезона, и Бањаја и Мартин, да мислам дека ќе се изнаплачат онака, заврши конечно ова проклетие у пичку матер, ќе се радуваат еден за друг. Таква ми е некоја внатрешно чувство имам, да. Шо викаш, ќе им дојде ситуација да кажа, кај е Маркез да земе титулава, шо паѓаше толку? Да. Како ги зеза, мислам ги зеза, пази тоа ти е Џон Бастил, вика, не би сакал, они двајцата патат сега, немете да мислите дека им е забавно или интересно, двајцата патат во оваа ситуација. Али, да не бидаме досадни, ајде да привршуваме, пази, они у овакви услови, она што го кажа, стресови, чуда врагови, на дожд двајцата да се одделат толку од сите други. Тоа не го очекував, никад немаше да го предвидам пред трка. Дека баш на дожд, ја мислам, знаеш, тука калкулација, воздржаност и така натаму. Они двајцата јурна прво Мартин на прва позиција, па после Пеко го претекна и се одвоја и двајцата у далечината.
Страшно. Имаше убав муабет и кај Оксли Бом за тоа дека денеска сите знаат да возат на дожд. Не постои веќе она моментот ово е добар, ово е лош на дожд. Специјалист за да. Види, Специјалист тоа за ќе дожд, не се специјалист ќе за се дожд. смени у моментот кога тракшн контролот ќе го исклучат, ама тоа нема да се деси затоа што заради безбедност нема да се случи тоа никад. Не. И боле е кичми не мора да кршат, не мора инвалиди да гледаме моторџи, нека ќе се мачиме вакви трки ќе гледаме. Добро, Ничо, ја мислам дека сериозно многу надокнадивме се што пропуштивме изминативе 3 тркачки викенда, 3-4, не знам колку беа, со по многу други првенства, трки и така натаму. Се живо и диво друго завршени, остануваат уште 2 трки MotoGP, предстојниот викенд од 1 до 3 ноември во Малезија. Се извинувам, Петронас Сепанг International Circuit и последниот 15 до 17 ноември во Валенсија, како што тргнало време во годинава низ Европа и како што овие се покасно и покасно ја туркаат тркава во Валенсија, Господ знае што ќе не чека таму. Таму ако има 20 степени нека бидат среќни, да. Па тука негде ќе видиме, ајде. Да. Мислам дека кога е така покрај море по 15 не паѓа, ако не се лажам, ама 15 и 20 игра голема разлика. Баш така. Како и да е, следниот викенд тешко дека ќе снимаме, ама кој спознае, можеби ќе снимаме да не урочувам, пошто јас ќе бидам на пад, ама секако ако ништо друго после Валенсија се гледаме. Во некоја следна прилика. Благодарност до сите што издржавте до самиот крај. Значи, ние снимаме кога ќе стигнеме да снимаме, не гарантираме дека ако вие толку многу сакате ние да снимаме, дека ќе ве послушаме толку многу, ама стварно ако сакате, пишете, мајко му стара. Кажете негде. Можда и ќе се договориме со Даре, да. Можда и ќе имаме екстра мотивација, баш заради тоа. Поздрав, Даре, фала на сите што не слушаат и се гледаме. Чао. Поздрав.